Мерните станици во Скопје речиси секојдневно покажуваат концентрација на PM10 частичките над дозволеното, а достигнавме да бидеме и на првото место во светот како најзагаден град. Според податоците на Институтот за јавно здравје, годишно во Македонија како последица на загадувањето се регистрираат 1600 смртни случаи. Уште пострашни се проценките на меѓународните организации кои сметаат дека црниот биланс по овој основ е двојно повисок, а животот пред се на децата е загрозен, со што се доведува во прашање правото на детето на живот кое е загарантирано со Устав и со Конвенцијата за правата на детето. Децата се најосетлива група затоа што имаат организам во развој и побрзо дишење, а со тоа и побрзо внесување на загадени материи во телото. Децата се почувствителни од возрастните на внатрешно и надворешно загадување на воздухот, бидејќи нивните бели дробови, мозокот и имунолошкиот систем се уште се развиваат. Загадениот воздух е еден од најголемите фактори за смртност кај децата, и тоа мора веднаш да се спречи. Како директна последица од високите дози на канцерогени честички во воздухот, во Македонија има над 3000 предвремени смртни случаи. Како резултат на алармантноста на состојбата и потребата за подигање на свеста на граѓаните за последиците кои ги трпат дишејќи канцероген воздух, се активираа групи граѓански активисти и иницијативи за спас на децата и граѓаните. Граѓанските организации најавија тужба против Македонија поради аерозагадувањето. 4 граѓански организации, новинари за човекови права, првата детска амбасада во светот Милјеши, Зелениот институт и Сдруженијето за социјални иновации и одржлив развој Радар, најавија дека ќе тужат државата пред домашните и меѓународните судови поради аерозагадувањето. Организациите покренаа петиција за нула толеранција за аерозагадувањето и загрозувањето на животот. Во моментов се прибираат податоци од вештаци кои ќе ги потврдат нивните барања, а добиена и помош од адвокат кој доброволно и без надомест ќе ги застапува. Изјави за Прва Скопска Наташа Доковска, председателка на новинари за човекови права. Во подготовка сме, значи ние ги прибираме сите оние податоци кои што треба да ги добиеме од вештаците, кои што ќе ја ги потврдат нашите барања, односно нашите заложби дека треба нешто да се направи, државата дека треба некако да се казни, за да започне да делува во насока на облажување. Јас ќе кажам дека може да се направат работи, но дека тоа треба да го направи нели оној кој што е задолжен за тоа, секако дека и граѓаните треба да влијаат со своето примерно однесување и почитување на тие мерки, но многу е мал процентот на граѓаните кои што треба тоа да го направат, односно нивното влијание е многу помало во однос на индустриите кои што влијаат врз загадувањето. Она што го бараат граѓанските организации е подитно да се направат законски измени за намалување на прагот за аларм и активирање на итни мерки за спас на животот на децата во Македонија. Бараат законски измени за намалување на високиот праг од 200 микрограми на метар кубен на 40 микрограми на метар кубен, дозволена гранична вредност, според европските стандарди. Пратениците треба да бараат прагот на информирање за PM10 частичките да биде 50 микрограми на метар кубен, а никако повисок од 75 микрограми на метар кубен, 2 дена последователно. Прагот на алармирање треба да биде поставен на 50 микрограми на метар кубен и да има засилен инспекцијски надзор, затоа што тие сметаат дека индустријата и нелегални индустријски објекти се виновниците, затоа што концентрацијата на загадувањето е највисока во ноќните часови. Не може и недозволиво, навистина е недозволиво да секоја вечер таа амплитуда на загадување се покачува до некои си мерни единици кои што се не знам, премногу високи, а никаде наутро да ги нема, што говори дека некој се занимава, односно некој во тоа време почнува да работи. Јас мислам дека станува збор за некакви објекти кои што чекаат, значи, да сите се собереме по своите домови и почнат да работат и директно го загадуваат, затоа што тогаш ние немаме сообраќај. Немаме, дома не се грееме.
а загадувањето е највисоко. Тоа говори значи дека индустријата или илегалните индустријски објекти кои што сигурно ги има, работат забивтано и сакаат да го искористат оној период кога никој не ги следи, бидејќи очигледно дека инспекцијските служби не работат. Значи бараме зајакнат надзор на инспекцијските служби меѓу другото. Доковска додаде дека овој проблем не е само кај нас, а како охрабрување е тоа што во Полска е донесена пресуда со која на граѓаните треба да им се плати одштета. Исто така и Италија го загубила спорот со граѓаните, а според најновите податоци и Босна и Херцеговина. Доковска вели дека целта не им е да наплаќаат од државата, туку да ја опоменат дека треба сериозно да се зафати со решавање на овој проблем.